Поранешниот председател на собранието Љубиша Георгиевски вели дека со директна надворешна интервенција во Македонија се инсталира нова, како што ја нарекува, марионетска власт, која според него е ризична за опстанокот и суверенитетот на земјата, како и за положбата на македонците во државата. Надворешните центри, смета Георгиевски, се одлучиле за промена на власта откако не успеа да ја притиснат претходната влада, за промена на името прифатлива за Грција и уредувањето во земјата прифатливо за албанците во Македонија. И власта на ВМРО и власта на СДСМ имаат цел земјата да се зачлени во Европската унија и НАТО, со тоа што новата марионетска власт е подготвена да плати енормно голема цена за тоа, вели Георгиевски. Како можеме сега Македонија да ја уништиме? Тој мек стомак што го реков на Балкан. Така што ќе понудиме нешто што куче со мас не би го изело. Ќе понудиме тиранска платформа. Ќе рече, вие господа сега, ако сакате да бидете европска нација, прво ќе кажете дека сте геноциден народ. Молам, боли не. Не е вистина. Ние не ве прашавме дали е вистина или не. Ние ви велиме, морате да кажете дека сте геноциден народ. И потоа се што следува. Све. Тоа се викаше во моје време, кога бев студент, јас во Белград, келерите кога прават сметка. И вика 10 чевапчича, 2 карменадле, 3 флаше пива, АПП, чекај, викам, што ти е тоа АПП? Па ако проđe, проđe, господин. Ние сме жртва на тоа, ако проđe, проđe. И сега што се случува? Ќе им дајме подносена платформа, ќе направиме еден инженеринг на изборите, така да тие ги загубат изборите. Да нема начин како да победат и нокаутот е спремен. И сега тие сигурно ќе го играат нашето сценарио. Сигурно ќе се излезат на улица. И затоа, кога Хан дојде и ги гледа луѓето 200.000 на улица, он се смее. Он се смее. Како што јас се смеам, кога гледам своја пиеса како играат. И дека се оди како што е планирано. Публиката се возбудува, а јас знам што иде. Тоа следува, да. Нормално. Така што ние, кутрите, епизодисти, мораме да играме онака како друг сака, ама при тоа мислиме дека играме како ние што сакаме. Тука е цела иронија. Затоа што немаш друга алтернатива. Георгиевски потенцира дека за оваа цел долго се работело на слабење на институциите и вештачко компромитирање на актуелната власт со големи инвестиции во медиуми, новинари и аналитичари. Отпорот на револтираниот македонски народ и на партијата ВМРО-ДПМН, смета Георгиевски, беше голем, но недоволен за да се спречи намерата на далеку помокните надворешни центри. На иста линија се и бројни политички аналитичари и јавни личности. Александар Пандов смета дека ВМРО-ДПМН во опозиција ќе оди како победник на изборите и по 10,5 години владење и жестоки напади и клевети, грешки и пропусти, подметување и милион лаги. Со својата посветена работа и труд, ова раководство на ВМРО-ДПМН и незиниот водач победи на изборите, но овој пат не го победи СДС, туку и многу посилен противник, пишува Пандов. И Оливер Андонов и Никола Србов денови излегоа со свој став дека ВМРО-ДПМН ќе обстои. Велат во овие 70 дена цела Европа и Америка известуваа за настаните во Македонија и никој од надвор не и помогне на државата. Македонскиот народ и ВМРО-ДПМН испишаа историја, напишаа на социјалните мрежи Андонов и Србов.